Значи, навистина не можам да не реагирам повторно процедурално. Се повикувам на членот 68 од Деловникот за работа на Собранието. Став 1 и став 2 кажуваат како е процедурата за свикување на нова пленарна седница, има став и за итни случаи, точно дека председателот може и во пократот рок од 10 работни дена и на самиот дневен ред со материјали. Ве молам, колеги од владеачкото мнозинство, земете ги телефоните во рака и пробајте да отворите веб страницата на Собрание. Пред 1 час, 120-та седница, ја избришаа од веб-сајтот. Новинари да пробаат да видат што точки има на дневен ред, не може да се отвори. До пред 1 час, кога последен пат ја отворив, имаше 24 точки, сега има 33 точки. Па овде крајот не може да ви се фати. Па зашто гласате? Зашто гласате за закони кои што ќе чинат народни пари? Како може вака да ги протнувате овие точки на дневен ред и да молчите? Абе, отворете веб страна на Собрание, не се отвара 120-та седница. Зашто ќе расправаме? Зашто гласате? За кои скратени постапки? Па не знам како не ви е срам овде да седите и да молчите и вака да дополнувате дневен ред искористувајќи ја точно можноста на ставот 2 од членот 68. Нова стана секојдневна пракса. Не е ова исклучок. Се работи за закони со кои што се менуваат даноците во оваа држава. Некој ќе биде осакатен со пари со овие закони кои што вие еве ви текнало после закажаната седница, после 11 часот, да ја нема седницава на веб страна, вие сами да не знаете дека има дополна на дневниот ред и овде гласате за дополната. 9 точки плюс има додадено, барем за сега, не знам, може некој после ќе стане уште некоја ќе додаде. Ма како може во ваква состојба да се работи и ви овде да молчите и само да гласате? Знаете ли зашто гласате? Известени ли сте дека ќе беше дополнет дневниот ред? Еве ние не сме. Еве некој од надвор. Веб страна има, систем има ова Собрание електронски кој што треба постојано да не информира. Пробајте да отворите. Еве мене ми фати око дополна на Закон за здравствена заштита. Не можам да отворам тука од столчето на мојот таблет да видам каков предлог е, кој предлог е. Како вие ќе гласате овој дневен ред да се дополни? Па на што личи ова Собрание? На се, само не на Собрание. За какви европски вредности зборуваме? Вака ли работат европските парламенти? Со 9 точки дополнувате дневен ред, 3 од нив се за промена на даночниот систем и вие овде само си гласате за. Брза постапка, европско знаме, нема проблем. Нема проблем. Битно е тука кворум има владеачково мнозинство и ќе тера, после и ќе гласа по други 8 седмици. Навистина, крајно мизерно. Не знам како ќе се чувствувате во вашата кожа. Да не ви е човек во кожата. Ова е се, само не Европа. Благодарам.